Во најстрога тајност се води акцијата во врска со откривање на мрежа за меѓународна трговија со дрога, зашто синоќа во куќен притвор заврши познатата македонска актерка Силвија Стојановска. За разлика од актерката, за истиот случај во шутка беше испратен нејзиниот партнер Воислав Будисављевиќ, кој во 2010 година беше осуден заедно со скопјанката Мадан Пепи, која кривично одговараше за шверц на кокаин и брендирана облека. Од официјалните информации на институциите, единствено од кривичниот суд за Алфа потврдија дека мерките за Стојановска и Будисављевиќ биле побарани од обвинителството за организиран криминал и корупција, а судија на претходна постапка ги одредил мерките по три основи: влијание врз сведоци, повторување на делото и обид за бегство. Една од причините што истражните органи во Македонија не даваат никакви информации за апсењето и мерките за актерката и незиниот партнер може да значи дека целиот случај го водат европски и други странски полиции, а во меѓународната криминална мрежа неофицијално се вмешани повеќе земји, меѓу кои Македонија. Во моментов, ниту обвинителството, ниту полицијата не го откриваат дури ни кривичното дело за кое се осомничени Стојановска и Будисављевиќ. Колку земји се инволвирани и кои се инволвиран со случајот од полицијата и обвинителството немаат конкретен одговор. И од двете институции велат дека набрзо ќе се дознае, односно ќе бидат презентирани сите информации. Македонија не е популарна земја за транспорт на големи количини на кокаин кои главно преку морски пат завршуваат на европски пазар. Последната голема акција за која пишуваа шпанските медиуми беше кога беа откриени 700 килограми на оваа скапа дрога. Медиумите веќе објавија дека Стојановска и браќата Будисављевиќ се само алка во мегаломанскиот обид во Шпанија да се внесат 3 тони колумбиски кокаин, кои пред 3 недели завршија во рацете на полицијата. Сокриен патувал во подморница долга 22 метри. Требал да заврши на улиците во Велика Британија. Во јавноста веќе се шпекулира дека актерката била задолжена за логистика, набавка на билети, резервации на хотели, додека клучниот играч во македонската тројка бил братот на Воислав Будисављевиќ, кој живее во Мадрид. Сличен ваков случај со заплена на кокаин имаше во 2007 година на граничниот премен Блаце, кога беше откриена голема количина на кокаин во канти за поликолор во камион превезуван од Алија Азировиќ. Тој и Чочоровска беа осудени за организирање на транспорт на 486 килограми кокаин. Чочоровска доби 14 години затвор, а во 2017 година беше пуштена на слобода заради лекување.